Реконструирана улицата 172 во Мала Речица, која беше уништена во поплавите кои го зафатија Тетовскиот регион во 2015 година, односно беше затрупана од земја и камења. Поставен е нов асфалт, изграден е тротоар на кој се поставени клупи и корпи за отпадоци, а има и улично осветлување. Ме тука во делот Мала Речица за да ги проследиме завршетокот на работите. Се работи за инвестиција од 4 милиони денари, асфалтирање, бекатонизирање, зеленило и осветлување. Како што знаете, 2015 и 2016 имавме проблеми, значи со овој дел, имавме комплетно руинирање на овој пат, така да го реализиравме целиот и се надевам дека со позитивни проекти ќе продолжиме и понатаму. Се чекаше 5 години. Зошто? Па се чека многу години кога наследувате град каде што ни една улица не е направена како што треба, така што оваа делница го чекаше реновирањето на целиот булевар Илирија, го чекаше реновирањето на индустријскиот булевард, го чекаше реализирањето комплетно на улицата Мурат Бахтијари, чекаше и многу други делови на градот кои за жал морам да истакнам дека се оставени без третман. Жителите на ова населено место за реконструкција на улицата чекаа 4 години, но сега се задоволни, бидејќи досега незината нефункционалност беше еден од проблемите со кои се соочуваа. Проблем беше, малце е проблем, ама имавме и алтернативен пат. Ама сепак ние се заблагодаруваме на председателката на општина Тетово, господи Теута Арифи, пошто и ова е многу голема работа за нас. Пошто ова патот не е само овде кај што поминуваме. Овде патот сега до тамо горе е направено. До патот до Попова шапка е направено све со бекатонија, тоа не беше претходно. Има работа уште, ама ние веруваме дека ќе се направи све. Улицата е асфалтирана во должина од 250 метри. Оперативните зафати во општата болница Ферид Мурат во Гостивар од сега ќе се вршат со модерна апаратура и со намален ризик за пациентите. Болницата се поднови со електрохируршки генератор, кој ќе биде ставен во служба за најразлични операции од отворен тип или лапароскопски, од општа хирургија, гинекологија, урологија и друго. Можностите на апаратот беа представени пред медицинските тимови од болничките одделенија. Тоа ќе овозможи сите процедури што се извршуваат во оваа установа да бидат на едно повисоко ниво, со поголема безбедност за пациентите, помала крвозагуба, побрзо извршување на самите оперативни процедури, помал број на компликации и поголемо задоволство на медицинскиот персонал и на хирурзите и на инструментарките кои што ќе работат со самата апаратура. Во Гостиварската болница во тек се и неколку инфраструктурни инвестиции за подобрување на условите за пациентите и персоналот. Во тек е реконструкција на кровот на детското одделение со површина од 500 метри квадратни, кој години наназад е во лоша состојба. Исто така се работи и на санација и поставување на ново осветлување во просториите на анестезија, реанимација и во оперативните сали. Општата болница во Гостивар покрива регион со над 100.000 граѓани од општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, а на лекување во оваа установа се обраќаат и граѓани од Дебар и Кичево. Антикоцкање создава заблуда во јавноста дека игрите на среќа се најголема закана за младите генерации. Во казината одамна се имплементираат сите највисоки стандарди и се е 100% законски. Ова е првата јавна реакција од вработените во секторот на игри на среќа "Сакам да работам" по едногодишната кампања на Сдруженијето Антикоцкање, кој преку предлог закон бара сите објекти каде се приредуваат игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од урбаните средини.
Отаму тврде дека предлог законот на антикоцкање нема да ја постигне целта, напротив ќе креира предуслови за отворање на диви играчници. Од антикоцкање пак смета дека овој порок, кој е присутен и покрај училиштата, каде има отворено голем број на казина, може да се запре само со ригорозни закони, а пример за тоа ни се соседните земји Косово, Албанија и Грција. Ако мислат дека не функционира државата, тогаш зашто ми бараме законот да се смени? Затоа бараме ми законски во цела држава да се реши овој проблем и овие да се оддалечат на 3 км надвор од нашите куќи. Докаде се вашите барања, докаде таа цела процедура, имаше комисиски расправи? Докаде работи? Имавме јавна расправа во парламентот, беа и здруженијата за овие игри на среќа, што ги викат игри на среќа, тие се игри на несреќа. Донесевме заедничка одлука со пратенициве дека минимално што е 3 километри од урбани средини. Значи од последнава куќа на сите градови да се оддалечат на 3 километри. Беше порано пред 9 месеци нивната понуда околу 500 метра дека воздушна линија и тие сметеа сами признае дека тоа е више минато, застарано више тоа, мора да се делува како на сите нашите комши што се Косово, Грција, Албанија. Значи овие игри мора да престанат, више народ да се ослободи од овај и младиве. Такова се очекува со внесува во гласа законот и конечната верзија да биде донесена. Конечна верзија се очекуваше пред 2 недели дека законот да помине на второ слушување, читање и после тоа да влезе во парламентот. Новиот предлог закон за игри на среќа треба да има второ читање и се очекува да биде изгласан во собранието најдосна до крајот на оваа година. Според антикоцкање, сите пратенички групи даваат поддршка на законот. Статистичките податоци говорат дека во Македонија 1 милиарда и 400 милиони евра се трошат на годишно ниво во казини и облажувалници, а нашата држава е меѓу првите 5 земји во Европа според бројот на објекти каде се приредуваат игри на среќа. Вчера во 22 часот во СВР Тетово 36-годишник од село Боговиње пријавил дека истиот ден, околу 19 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово, додека бил со неговиот малолетен син, бил физички нападнат од 3 лица. Се работи на расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Вчера во 23 часот и 30 минути во полицијата 24 годишник од Тетово пријавил дека 42 годишен тетовец преку телефон му упатувал закани по животот на него и неговото семејство. Тој бил лишен од слобода и се работи на целосно расчистување на случајот. Утрово во 5 часот од слобода биле лишени и задржани во СВР Тетово 2 лица од Порој на возраст од 29 и 46 години. Во 2 часот на регионалниот пат Тетово-Јажинце во село Лешок, полициски службеници ги затекнале при извршување кривично дело тешка кражба во паркирано товарно возило Мерцедес со тетовски регистерски ознаки. По целосното расчистување на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Во 2 часот пак во полициската станица Гостивар, 53 годишен гостиварец пријавил дека околу 1 часот во казино на улица Илинденска во Гостивар бил физички нападнат од непознато лице. Се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Од средината на јуни во текот на следните 2 месеци на поширокото полошко подрачје се организираат голем број свадби и други семејни веселби. Во минатот оваквите веселби се карактеризираа со нарушување на јавниот ред и мир, во поголемиот број случаи со употреба на огнено оружје или со нелегално организирање на огномети и употреба на разни видови пиротехнички средства. Резултат на тоа беа повредени лица и оштетени возила и друг имот. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да не употребуваат огнено оружје на семејни веселби и да не организираат огномети на недозволен начин.
Од СВР Тетово исто така напоменуваат дека пукањето со огнено оружје е спротивно на законот за прекршоците против јавниот ред и мир и дека глобата за ваков вид прекршок се движи од 200 до 500 евра во денарска противредност. Освен ова, зависно од последиците, пукањето може да се смета и како кривично дело, предизвикување општа опасност, за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години. На граѓаните исто така им се посочува дека и организирањето огномети треба да се пријави во полициска станица или полициско оделение. Во зависност од категоријата, организаторите треба да ги преземат предвидените превентивни мерки за да избегнат несакани последици. Во текот на месеците што следат, СВР Тетово ќе ги зајакне контролните активности со цел да се превенираат и санкционираат ваквите појави, се вели во соопштението испратено до медиумите од секторот за внатрешни работи Тетово. Апликацијата функционира со тоа што на корисниците им нуди сигурно место каде што тие ќе можат да постираат, да дадат прашање или да започнат дискусија. Другиот дел на апликацијата е тоа што имаме тим на волонтери кои што се грижат да им овозможат на корисниците сигурен чат 1 на 1. Преку тие чатови корисниците можат да зборуваат со волонтерите кои претходно поминале обука организирана од експерти на истата тема и кои што се спремни да им помогнат. Јас сум Александра Поповска и јас работев на фронт-енд девелопмент на Speak Out и дизајн. Кога корисниците веќе почнаа да користат апликацијата, свативме дека уствари има повеќе заинтересираност за најразлични теми. Пример, некои теми што корисниците, на кои корисниците постираа се љубовни врски. Имаше многу прашања во врска со пријателство. Имаше прашања со семејство и слично. Нашата главна мотивација е тоа што знаеме дека барање помош и ментални проблеми се уште многу голема табу тема во Македонија и заради тоа тинејџерите или младите луѓе во генерала не можат да побараат помош или да дискутираат за некои од истите теми и не можат едноставно да се справат со истите доколку се сами. Со парите што ги добивме од УНИЦЕФ, прво што ќе ги искористиме да досредиме апликацијата, а во иднина планираме и да направиме многу евенти кај што ќе имаат цел да ги зближат младите и да прошират нашата идеја. Порака до младите ми е да не им е страв да побараат помош, а до институциите да им ја обезбедат таа помош. Со прелетување на воени авиони пред борбени тенкови, американскиот председател Доналд Трамп ја пофали војската на прославата на Денот на независноста во Вашингтон. Трамп од платформата пред познатиот меморијален центар Линколн, символ на американското национално единство, порача. That same American spirit that emboldened our founders has kept us strong throughout our history. To this day, that spirit runs through the veins of every American patriot. It lives on in each and every one of you here today. It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation in the history of the world. And our nation is stronger today than it ever was before. It is its strongest now. 73 годишниот Трамп, наведувајќи дека Соединетите држави секогаш ги победуваат тираните,
изјави дека иднината им припаѓа на американците и вети дека наскоро Соединетите држави повторно ќе испратат луѓе на месечината, но и подалеку, за да го стават американското знаме на Марс. Според оценката на демократите, Трамп го искористил празникот за уште еден изборен митинг. Тие сметаат дека станува збор за обид на Трамп да го исполитизира и милитаризира традиционалниот непартиски празник. Критичарите исто така му забележа на Трамп дека ги искористил парите на американските даночни обврзници за собствена политичка промоција и глорификација. 4 јули се прославува во Соединетите држави како одбележување на денот на подпишувањето на Декларацијата за независност во 1776 година. Последниот председател кој говорел на денот на независноста во Вашингтон бил Хари Труман. Тоа било пред 7 децении на одбележувањето на 175 годишнината од подпишувањето на Декларацијата. Грција во пламен бесниот пожари на познати грчки острови населението итно се евакуира, како што пишува Катемирини. 64 годишен маж бил уапсен вчера поради сомнение дека го предизвикал пожарот. Вчера во поладнивните часови на грчкиот остров Евија избувнаа неколку пожари. Пожарите беснеат на 3 локации во Ким, Пиргра и Агиос Георгиос. А од раните утрински часови во гаснењето на пожарите учествуваат и авиони, пренесува грчкиот портал Катемерини. Како што пишуваат медиумите, пожарот не ги загрозува стамбените зони, но сепак пожарникарите наредиле да се евакуираат населбите Гавалас, Дафни, Неохори и Лофискос како заштитна мерка. Минатата година 26 тела беа пронајдени во дворната таверна во населбата Мати, во источниот дел на областа Атика. Во гасењето на пожарите учествуваа над 600 пожарникари со над 400 возила, 7 канадери и 10 хеликоптери. Пожарот во источна Атика беше најголем во Грција од оној во 2007 година, што го зафати Пелопонес. Во пожарот досега се унишени над 100 куќи и 200 возила. Бистата на момчето фараон Тутанкамон беше продадена на аукцијата во Лондон за речиси $6 милиони и покрај барањето на Египет да биде вратена на државата. Бистата стара повеќе од 3000 години беше изложена во аукцијската куќа Кристис во Лондон. Купувачот останал анонимен. Пред аукцијската куќа 27 демонстранти стоеле со плакати и мирно протестирале. На плакатите пишувало: Египетската историја не е на продажба. Египет веќе подолго време бара да се вратат артефактите од земени оставени на археолозите, ценејќи ја бистата како ретка и прекрасна од Кристис, одговорија на бројните контраверзии поврзани со нив, наведувајќи дека биле преземени сите неопходни мерки за да се докаже потеклото на бистата и оти продажбата била легитимна. Денес предпладне беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне наместане стабилно со пороен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 15 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8.
Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 31 степен Целзиусов.